Мета објави дека ќе инвестира $65 милиарди во нова инфраструктура за вештачка интелигенција, што ќе биде најголемата технолошка трансформација во историјата на компанијата. Извршниот директор, Марк Цукерберг, изјави дека целта е да се зајакне конкурентноста на Мета во областа на вештачката интелигенција, особено во однос на конкурентите како Google и Microsoft. Оваа инвестиција ќе вклучи набавка на стотици илјади AI чипови, нови сервери и напредни центри за податоци кои ќе ја поддржуваат развојната платформа на компанијата. Според Цукерберг, тоа ќе овозможи создавање на понапредни AI модели и подобрување на услугите како што се препораките на содржини, рекламирањето и виртуелната реалност. Аналитичарите сметаат дека овој потек ќе даде на Мета значителна предност на пазарот, но истовремено ќе создаде огромен финансиски притисок врз компанијата. Некои експерти предупредуваат дека, иако вештачката интелигенција е клучна за иднината, враќањето на инвестицијата би можело да потрае подолго од очекуваното. Во меѓувреме, конкурентите како Google и Microsoft продолжуваат со сопствени инвестиции во AI, што значи дека битката за доминација во оваа област ќе биде поинтензивна од кога било. Цукерберг останува убеден дека AI ќе биде главен двигател на идните приходи и раст на Мета. Компанијата Boom Supersonic го изведе првиот успешен лет на својот експериментален суперсоничен авион HV-1, што представува значаен чекор кон враќањето на патничките летови со надзвучна брзина. Летот се одржа во Калифорнија, при што HV-1 достигна значителна брзина, тестирајќи ги аеродинамиката и перформансите. Овој проект се смета за наследник на славниот Конкорд, а Boom Supersonic има амбиции да развие комерцијален авион наречен Overture, кој ќе биде способен за суперсонични патнички летови. Компанијата планира да започне со тестирање на Overture до крајот на деценијата, со цел да го направи патувањето побрзо и поефикасно. Инженерите на Boom Supersonic вложија големи напори за да го направат HV-1 аеродинамично совршен и економичен во потрошувачката на гориво. Користејќи напредни материјали и технологии, тие се надеваат дека ќе постигнат подобри резултати од своите претходници и ќе ја направат суперсоничната авиација одржлива. Со ова достигнување, Boom Supersonic влегува во трката за развој на новата генерација на брзи патнички авиони, а се очекува и други компании да се приклучат на овој тренд. Ако плановите на компанијата се остварат, патувањето на долги релации би можело драстично да се скрати во блиска иднина.